Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Ако се грижиш за утрешниот ден, ќе си го уништиш денешниот. Грижите нема да ти ги решат проблемите, но ќе ти го земат мирот. Еден ден поминат во грижење е потежок од цела недела помината во работа. Драга пријателке, дали некогаш си ги слушнала овие изјави? Дали се согласуваш со нив? Во денешната епизода ќе разговараме на тема која е многу важна за нас жените. Тема која ги демне нашите умови и срца и тема поради која честопати менуваме неспиени ноќи. Дали предпостави за која тема станува збор? Приказната која сега ќе ја слушнеме ќе ти помогне да дојдеш до одговорот. Едно утро смртта се приближуваше кон градот. Попат сретна еден човек кој шокиран и изненаден ја праша смртта: "Каде одиш?" "Ким го земам животот на 200 луѓе", одговори смртта. "Тоа е ужасно, не можеш да го сториш тоа", одговори човекот. "Тоа е она што јас го правам. Одземам животи", одговори смртта. Човекот со брзање влезе во градот и сите ги предупреди за планот на смртта. Кога дојде ноќта, тој повторно ја сретна смртта и рече: "Ми кажа дека ќе ги одземи животите на 200 луѓе, но излажа. Зошто починаа 2000? Не лажев, си го одржав зборот", рече смртта. "Јас им го зедев животот на 200 луѓе, а другите починаа поради грижа и анкциозност." Ова кратка приказна во себе се крие важна животна лекција. Силата на грижата е голема и може да ти го уништи животот. Грижата и анкциозноста се причините зошто милион луѓе низ светот страдат од различни болести. Драга сестро, ти која не слушаш денес, дали се бориш со ова болест, наречена загриженост? Дали остануваш будна доцна навечер и поради грижите за нештата и околностите кои самата ти не можеш да ги контролираш? Еве неколку нешта за кои се грижиме ние жените. Се грижам за еднината, дека ќе остарам и ќе бидам осамена и никој нема да се грижи за мене. Се грижам бидејќи мислам дека платата на сопругот нема да е доволна за сите наши потреби како семејство. Ме плаши помислата дека сопругот може да ме остави за друга жена и секогаш се грижам дека наскоро ќе дојде тој ден. Се грижам бидејќи како што стареам имам се повеќе вишок килограми и мојот изглед не е таков како што беше. Се грижам бидејќи мислам дека никогаш нема да можам да му угодам на Бог и покрај тоа што ги завршувам сите религиозни обреди кои се барат од мене. На вести постојано се зборува за војни, конфликти, болести и слично. Поради тоа се грижам многу. Што ако започне нова светска војна? There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm
is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Во денешната епизода на Скапоцена и Сакана ќе се подсетиме дека во Библијата Божиот свет збор ни е дадена надеж и дека нема проблем кој е толку голем или товар кој е толку тежок што Бог не може да го тргне од нас. И посакуваме добре дојде на Сара во програмата Скапоцена и Сакана. Таа е професионален христијански советник и психолог, а денес со неа ќе размислуваме за негативното влијание на грижата и анксиозноста врз нашиот живот и како да се ослободиме од овие штетни појави. Сара, моето прво прашање е: кои се нештата за кои се грижиме ние жените и како грижата влијае врз нас? А и да ти благодарам што ме покани да бидам дел од оваа убава програма Грижа. Само 5 букви кои имаат огромно влијание. Како луѓе, ние сме склони кон тоа да се грижиме и од време на време да бидеме анксиозни. Тоа особено важи за нас жените. Често се грижиме и тоа многу, а сето тоа има тешки и сериозни последици врз нашата благосостојба. Според Светската здравствена организација, процесот е дека околу 264 милиони личности низ светот страдаат од анксиозност. Од таа бројка 63% се жени, а 37% се мажи. Ова статистика многу добро покажува каков е нашиот однос кон грижите. Се грижиме за иднината, за тоа што другите го кажуваат за нас, за финансите, за работните места, за нашето здравје и безбедност, за здравјето на луѓето кои ни се блиски. Се грижиме кога има некаков конфликт во семејството или помеѓу нас и нашите сопрузи, се грижиме за нашите деца, за нивното поведение, образование, нивната иднина и така натаму. Листата е навистина долга. Зошто се опасни грижите? Бидејќи го заробуваат нашиот ум, влијаат врз нашето здравје и квалитетот на животот. Грижите не парализират. Можеби се прашувате како се случува тоа? Од физичка гледна точка еве неколку последици од грижите и анксиозноста: болка во градите, недостаток на здив, потење, тресење, забрзано чукање на срцето, стегнати мускули, слаб имунитет, а поради слабиот имунитет на телото ќе му биде тешко да се бори против болестите. Како резултат на грижи во телото може да се јави артритис, тоа е воспаление на зглобовите, болки во грбот и слично. Драга пријателке, дали знаеш дека грижите и анксиозноста можат да водат и кон нарушување на менталното здравје, а тоа ќе резултира со главоболки, чирови, депресија, проблеми со спиењето, самоубисвени мисли, неспокој, неспособност за концентрирање, проблеми со дигестивниот систем, а во некои ретки случаи дури и со смрт. Предпоставувам разбираш колку е сериозна темата за која размислуваме и како го намалува квалитетот на животот. Така што загриженоста не е несериозна работа. Треба да сватиме дека таа е вистински крадец, бидејќи не ограбува од мирот и радоста, благосостојбата и може сериозно да го наруши нашето здравје.
Сега кога сме запознаени со опасностите на грижата и анкциозноста, сакам да поставам уште едно прашање. Како да се ослободиме од нив и наместо нив да добиеме мир и спокој? За почеток морам да кажам дека решението е духовно по природа. Во Новиот Завет во посланието до Филипјаните глава 4 стихови 6 и 7 апостолот Павле пишува: За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бог своите барања и мирот Божи што надвишува секој ум ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Затоа, драга пријателки, сакам да знаеш дека Бог сака да му ги предадеш сите загрижености во молитва. Тој сака да застанеш пред Него, да му кажеш од што се плашиш и поради што се грижиш. Додека се молиш, можеш да бидеш сигурна дека Бог ќе почне да те исцелува, да те утешува, тој ќе ги смири твоите стравови и ќе ти даде поинаква перспектива на животот. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Прво нешто што треба да го направиме е да се помириме со Бог. Поради гревот со кој се раѓа секоја една од нас, помеѓу нас и Бог има одредена одвоеност, а целта за таа одвоеност е вечната смрт во пеколот. Но само преку Исус Христос, преку Неговата смрт и воскресение, ние можеме да се помириме со Бог Таткото. Во Новиот Завет, во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих вели: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Драга пријателке, дали сакаш да се исповедаш за твојот грев пред Господ Исус Христос, оној кој те сака и плати за тебе? Дали сакаш да побараш простување и нов почеток? Тоа е начинот на кој можеш да се помириш со Небесниот Татко и да живееш вистинска слобода и радост. Во Евангелието според Јован 1 глава 12-13 стих пишува: А на сите што го примија, на сите што веруваа во Неговото име, им даде моќ да станат чеда Божи, кој не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. Ако поверуваш во Христос и се покажеш за своите гревови, ти ќе станеш Божја ќерка. Токму тогаш ќе можеш да дојдеш кај Него и сите свои грижи и стравови да му ги предадеш на Него и можеш да бидеш сигурна дека Тој ќе се погрижи за тебе. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died
Во Новиот Завет, односно во првото писмо на апостол Петар, 5 глава 7 стих пишува: Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Ова е многу практичен стих. Кога ќе се сетиш на нешто што ти предизвикува анксиозност, запиши го во парче хартија и речи му на Господ: Боже, ова грижа ти ја префрлам на тебе и ти реши ја ова ситуација. Или: Господе, ти ги предавам моите деца и нивното лошо однесување. Или ти ги предавам моите финансиски проблеми и стравови и слично. Чувај го тоа парче хартија за да те подсетува редовно да ги предаваш своите грижи на Бог. Покрај тоа разговарај со семејството и најблиските околу тебе. Може да ти помогне да престанеш да се грижиш. Често нашите грижи се нерационални и кога ќе споделиме со доверливи луѓе, тие ќе ни понудат поинаква перспектива на ситуацијата. И тоа може да ни помогне да престанеме да се грижеме. Второ, можеш да престанеш да се грижиш така што ќе бидеш повеќе благодарна. Почни да му благодариш на Бог и за наједноставните нешта од секојдневието кои некогаш ги земеш здраво за готово. Така ќе научиш да ја гледаш чашата како полуполна, а не како полупразна. Трето, престани да се грижиш така што ќе воспоставиш добар распоред за спиење, вежбање и здрава исхрана. Испи чаша со релаксирачки чај пред да спиеш. Престани да користиш електрични уреди барем 1 час пред да легнеш да спиеш. Истражувачите покажуваат дека и социјалните мрежи го зголемуваат стресот и анксиозноста и затоа мој совет ти е да намалиш со нивно користење. Оди на редовни прошетки, почни со вежбање и здрава исхрана. Овие практични нешта значително ќе ти помогнат. Четврто, внимавај на дишењето. Спортот и длабокото дишење ќе го успорат чукањето на срцето и во твојот крвен систем ќе влезе повеќе кислород. Сето тоа ќе резултира со смиреност на телото. И конечно, и ако е вистина дека во животот ќе ни се случат многу ужасни нешта, сепак треба да бидеме свесни дека Бог никогаш нема да не напушти. Со што и да се соочуваме, тој ќе биде покрај нас и ќе ни даде обнова и исцелување. How sweet you hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings, but greater still the calm assurance this child can face uncertain days because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds a future. And life is worth the living just because he lives. Кога ќе се појави нов ден со кој треба да се соочам, моите грижи ќе ти ги оставам пред нозете на Исус. Јас не можам да го контролирам денот, но знам дека се што се случува е во рацете Негови. Знам дека без Него животот ќе е многу тежок и затоа благодарна сум што е Тој тука со мене. Драга пријателке, не грижи се за утрешниот ден. Не дозволува им на грижите да ти се населат во срцето. Кога ќе дојде нов ден, пред да станеш од креветот, предај му ги своите грижи и стравови на Господ кој те сака. Ајде да слушниме што Исус има да каже за грижите. Во Евангелието според Матеј, глава 6, стихови од 25 до 34. Затоа ви велам, немој да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете,
ниту за телото во што ќе се облечете. Зар не чини вашата душа повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбари собират, но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте ви многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако полската трева што денеска ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува. А колку повеќе ќе го стори за вас, маловерни. Па затоа не грижете се и не говорете што да јадиме или што да пијаме, или во што да се облечиме, зашто сето тоа го барат незнабожците на вашиот Отец Небесен. Знаете дека за сето ова има потреба, но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. И затоа немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Драга пријателке, дали се грижиш дека си сама во животот и дека треба сама да се соочиш со животните бури? Дали се чувствуваш обременета од многу одговорности и дека на некој не му е грижа за тебе? Имам добри вести за тебе. Не си сама. Во Евангелието според Марко глава 4 запишан е настан во кој учениците на Исус се чувствуваа така, бидејќи се соочија со голема бура додека беа во бродот заедно со Исус. Слушнете што пишува таму. Тој ден вечерта им рече да минеме на спротивната страна, и кога го отпуштија народот, учениците го зедаа со себе како што беше во коработ, а го следаа и другите кораби. И се подигна голема бура и брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе пропаѓаше. Тој пак беше на кормилото и спиеше. На возглавицата го разбудија и му рекоја: Учителе, зар не ти е грижа што загинуваме? А тој стана и му заповеда на ветерот и му рече на морето: Молкни, престани, и ветерот стивна и настана голема тишина.
Како и учениците, и ние некогаш мислиме дека сме сами во животните бури, но Исус е секогаш тука со нас, во сред бурата, и чека да му ги предадеме грижите, за да тој да може да интервенира и да ја смири бурата. Дали може би си загрижена за иднината? Во Стариот Завет од Библијата, во книгата на пророкот Еремија, глава 29, стих 11 пишува: Зошто само јас ги знам замислите што сум ги смислил за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, за да ви дадам иднина и надеж. Иднина и надеж, тоа е она кое Бог сака да ти го даде, тоа е копнежот на секоја од нас. Војни, глад, економски кризи, секојдневни стресови, брак, осаменост, одговорности, загуби, злостување, грешки од минатото и други слични нешта се често причините поради кои се грижат и без храброст гледаме на иднината. Но добрата вест е дека нашата надеж не мора да биде заосновена на околностите или луѓето околу нас, туку на Бог, нашиот небесен татко. Тоа не значи дека нештата секогаш ќе се одвиваат онака како што сакаш или очекуваш, но значи дека без разлика што се случува, можеш да имаш цврста доверба дека животот и семојкни од Бог те сака и бдее над тебе. И учениците се соочија со бура, но Исус беше со нив, ја смири бурата и им ја покажа својата сила. Без разлика низ што минуваш, сети се дека Бог го контролира твоето минато, твојата сегашност и твојата иднина и има убав план за твојот живот. Ќе ви прочитам неколку библиски стихови поврзани со оваа тема. Исаија, глава 41, стих 10. Не плаши се, зашто јас сум со тебе, и не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој, јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победносна десница. Кога се намножуваат тешкотите во срцето мое, твоите утехи ја развеселуваат душата моја. Дојдете кај мене сите изморени и обременети и јас ќе ви успокојам. Пренеси ја на Господ маката своја и тој ќе те подкрепи. Тој нема да дозволи праведниот човек да пострада. Кога страв ќе ме сопадне, во тебе се надевам Севишен. Не грижи се, ќерко, бидејќи секогаш сум со тебе. Кога ќе наојдат животни бури, јас ќе ти помогнам. Не грижи се, ќерко, бидејќи јас сум твојот спасител. Верувај во мене и мојата благодат ќе те зајакне. Не плаши се, ќерко, бидејќи можам да ја смирам бурата. Префрли ги сите грижи на мене и ќе ти го дадам својот мир. Не грижи се, ќерко, бидејќи мојата добрина е вечна. Подигни ги очите кон мене и таму ќе најдеш утеха. Господе, ти благодарам што имаш големи планови за мојот живот и што сакаш да ми дадеш надеж и иднина. Ти го предавам својот живот во твоите раце, во моменти кога ќе почнем да се грижам за сегашноста и иднината. Помогни ми да се сетам дека ти го оркестрираш мојот живот според твојата добра и совршена воља. Помогни ми да ти верувам во секој аспект од мојот живот, за да живеам со твојот спокој во моето срце. Се молам за овие нешта во името на твојот син Исус Христос. Амин. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес
и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не Контактираш на адресата Жени со надеж.